Господине Јован Митревски, вака сега. Предлогот од пратеничката група на ВМРО ДПМН е обзнанет на пресконференција во петок. Материјалот во редовна процедура е пуштен до архива во петок. Каде е материјалот и зошто вие како владеачко мнозинство уште не сте го прикачиле материјалот од петокот до денес, ќе си прашате кај одговорните. Значи, можеме да поднесуваме закони денес, после 11 часот, кога е закажана оваа седница, истите да ги поминеме денес во хитна постапка, а не можеме материјал во редовна постапка да го пуштиме како точка на дневен ред. Исто тоа и со законот за одбрана кој што е поднесен. Редовно, регуларно поднесен, уште минатата недела, не е закачен на денешната седница. Толку околу почитувањето на деловникот и процедурите. Господине Талат Џафери, убаво рековте и вие, да ви одговорам и вас, да не користам друго процедурално, дека согласно член 69, дневниот ред за седницата на собранието го предлагаат председателот да утврдува собранието на почеток на седницата. Во предлог дневниот ред, ова е став 2, член 69, на председателот на собранието ги внесува прашањата кои ги исполнуваат условите утврдени со овој деловник. Кажете ми вие скратените постапки кои што не беа разгледани на матичните комисии во редовна постапка, дали ги исполнуваат условите да се внесат како дневен ред на точки на оваа седница. Дополнително, член 140. Пред предлог законот да се претресе, став 1, пред предлог законот да се претресе на седница на собранието, го разгледува матичното работно тело и законодавно-правната комисија. Прочитајте го член 140 став 1, вратете се на член 69 став 2 и ќе видите деловнички дали ги исполнувате условите. Во однос на принципијалноста, господине Јован Митревски, мислам, имавте можност да се придружите на законот или денеска да го гласате потребата да се разгледа оваа информација во текот на денешната седница. Ние нема да завршиме денес со утврдување на дневниот ред. Дајте го законот, ние ќе го подпишеме, ќе разгледуваме информација. Бабе, ваша обврска како влада е ова да го средите. Не информации да разгледуваме, Вие ветувавте воздух. Кај се мерките и што се презема? Чекате да заврне од Бога и после тоа да имаме чист воздух неколку дена, за да каже заменик министерот Градули дека помалку денови имаме загадени. Благодарам и на вас. Очигледно дека член 69 став 3